Може? Да. Почитуван подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитуван премиер, почитувана македонска јавност. Денеска сме овде на уште едно разрешување кое што стигна од премиерот Ковачевски, разрешување за министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити. Ајде да се погледнеме помеѓу себе кога разговараме за ова разрешување и да се запрашаме како анализата стана антивладин говор. Како здравиот разум стана анти-СДСМ и ДУИ. Како сите анкети и читањето на резултатите од анкетите станаа против вас. Како сите релевантни извештаи на Државен завод за статистика, извештаите на јавното обвинителство, извештаите на Државната комисија за спречување корупција, како анализата на било кој овој документ стана анти оваа влада. Дали тоа нешто ви укажува? Како една обична анализа каде завршува државната помош и дека државната помош завршува во фирми блиски на премиерот и на функционери, стана материјал за опозицијски говор. Дали тоа не ви укажува до која точка ја доведовте корупцијата во државата? Во држава во која што се уриваат сите рекорди во јавни набавки без огласи. Тоа не го зборувам јас, тоа го зборуваат извештаите на Државниот завод за статистика. Во 2021 46 милиони евра јавни набавки без огласи спроведени нетранспарентно. Во 2022 таа бројка се зголемува за 54%. Не останува иста, не се намалува, туку се зголемува. 65 милиони евра јавни набавки без оглас спроведени нетранспарентно. Од извештаите кои што пристигаат од релевантни институции, 88% од сите јавни набавки спроведени во време на пандемијата се без јавни повици, во цени кои што се и до 500% повисоки од пазарните цени. Набавувани за ковид опрема, службени возила со кожни волани. Како сега било која ова анализа која ќе ја погледнете станува антивладен? Дали тоа не ви укажува дека државата ја водите само од лични интереси? Извештајот на Државната комисија за спречување на корупција ќе каже дека од предвидените 111 активности се спроведени само 20. Министерствата кои што ги раководите потврлаат и спровеле само една, две или ниту една активност за борба против корупцијата во земја која што беше на 111-тото место по корупцијата, а малиот скок до 88-то го направи токму поради националната стратегија која што од друга страна не ја спроведуваат. Ајде да разговараме за личната одговорност на премиерот, кој што поднесува предлог за разрешување кога станува збор за пропаѓање на евроврзницата. Еве, еден актуелен случај, дел од случаите за кои што разговарав се од извештаите на Државниот завод за статистика или извештаите на Државната комисија за спречување на корупција кои што говорат за претходните години. Еве за најактуелните случаи. Ви пропадна евроврзницата која што беше објавена и за истата ќе се плаќаат на домести на 4 различни финансиски институции затоа што тие веќе ги дале своите услуги. JP Morgan, Citi, Deutsche, Erste ќе си ги наплатат своите провизии. Што правиме ако има зголемување на купонската камата, макар и за мало поместување? На 600 милиони тоа ќе значи многу државни пари. Зошто? Затоа што некој сака да оствари корист за себе или за свој близок. Односно, премиерот сака да остане на власт и затоа со злоупотреба на своите дискрециони овластувања ги користи за да го натера министерот за правда да си даде оставка. Таа оставка државата може да ја чини пари и тоа да бидат мерливи средства.
доколку се утврди штета, а од другата страна имаме јасна корист, јасно е дека станува збор за несовесно работење во служба, што е инкриминирано со нашиот кривичен законник. Пораз имаме на секое поле. Да не зборуваме за надворешната политика. Не заглави и целосна злоупотреба на терминот европски. Целосна злоупотреба за богатење само на себе, на своји блиски лица и на тесна клика околу себе. Погледнете и ќе видите што е заедничко, може би заедничко за овие министри кои што се разрешуваат. Па тие и нивните блиски кумови, кумашини, сопруги немаат фирми во енергетскиот сектор. Оние кои што останаа, сите имаат компании во енергетскиот сектор или се поврзани со некои други криминали. Имаме влада во држава во која 4 тона легално произведена марихуана и заврши на црниот пазар. Имаме држава во која што имаме 77 дозволи за производство. Во една Германија знаете колку има? 4. Министерството за здравство кое што требаше да ги донесе потребните подзаконски правни акти не донесе ниту еден, а единствениот кој што го има донесено е спротивен на законот за управување со отпад и замислете не е подпишан од никого. Ова е јасно, повеќе од јасно дека станува збор за криминална влада. И сега прашањето до премиерот е: можете ли, премиере, да им ги скршете раците на аргументите? Можете ли, премиере, да им ги скршите раците на фактите? Можете ли, премиере, да им ги скршите раците на оние кои што шверцуваат 4 тона марихуана по вашите патишта? Можете ли, премиере, да им ги скршите рацете на оние кои што не го гонат тој криминал? Можете ли, премиере, да им ги скршите рацете на сите оние кои што користат државна помош? Можете ли, премиере, да ги скршите раците на правдата? Можете ли, премиере, да ги скршите раците на инфлацијата, затоа што таа инфлација е највисока во вашата држава и граба од и така осиромашените граѓани? Тие раце дали можете да ги скршите, премиере? Затоа што не можете, не сте моќен и затоа се обидувате да сеете страв и да покажувате одредена ароганција, наведум Клаудиус Клаудијанус, кој што ќе каже оној кој што сее страв, самиот тој живее во најголем страв, затоа што, верувајте ми, ќе одговарате и вие и вашите министри ќе одговарате. Следен пат кога ќе кршете раце, кршете ги на инфлацијата, кршете на корупцијата, кршете на тие кои што од легалните фабрики изнесуваат 4 тона марихуана кои што се продаваат на нашиот пазар, на нашите деца. Справете се со нив и кршете ги тие раце, а не на нас, на обичните луѓе, не на обичните граѓани. И пред да влезете во законодавниот дом, ве молам да си обезбедите соодветен почит кон секој еден пратеник, затоа што го представуваат народот, и мора да покажете барем малку дигнитет, затоа што без разлика на вашето однесување, никој во оваа држава нема да се спаси од одговорноста која што му предстои. Затоа што достоинството, премиере, е во духот кој што не се покорува. Скршете ги рацете на корупцијата, на инфлацијата и така ќе покажете дека сте премиер. Вака, соучесник и лидер на корупцијата во Македонија. Ви благодарам.